Представници на повеќе институции, општини и граѓански организации денеска разговараа за начинот на обезбедување одржливост на советувалишен центар за помош и поддршка на жени жртви на семејно и родово базирано насилство во североисточниот плански регион. Проектот го реализира Националниот ромски центар во соработка со Сдруженијето Мајка, кое што неодамна отвори советувалиште во Куманово, кое нуди правна и социјална помош, психолошко и кариерно советување. Советувалиштето веќе е препознаено од жртвите на семејно и родово базирано насилство и веќе активно се работи со нив. Тимот од правник и правничка и социјален работник се постојано во канцеларијата, додека кариерниот работник и психологот, односно психотерапевтот, работат врз основа на договорени сеанси според потребите на жртвите. Досега има, советувалиштето активно почна да работи, претходно 2 месеци се опремуваше, кон крајот на септември за овие 2 месеци, неполни 2 месеци, досега се обратија 6 жени, се работи со нив, неколку жени дојдоа само да се информираат, како информација да добијат што нудиме и се работи со едно дете што е сведок на семејно насилство. Она што е потребно, потребен е диалог, потребна е волја, одговорност, буџет, а од друга страна нетворкот нема да постои доколку медиумите, дали од локален карактер или од национален карактер, не треба да ги заборавиме и секојаш да ги викаме, јас тоа го кажав, биќе диалогот со нив, преку информациите, само може да направи промена на оваа тешка ситуација, не само за Куманово, кој е мултиетнички и најголем, можем да кажем, во Македонија, и во североисточниот регион, но и действувајќи онака како што укажуваме, Националниот центар само посакува едно заедничка вложена акција и напор и енергија за подобро на сите. Во Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Куманово во 2020 година насилство пријавиле 67 жртви, од кои 60 се жени, а во првите 3 квартали од 2021 година 60 жртви пријавиле случај на семејно насилство, од кои 51 се жени. Во СВР Куманово во текот на 2020 година биле регистрирани 84 кривични дела од областа на семејно насилство, а најголем дел од делата се извршени со употреба на физичка сила или закана, потоа и со ладно оружје. На ниво на државата, бројката на жртвите на семејно насилство се движи од 1300 до 1500 лица, посочува извршната директорка на Националната мрежа за насилство врз жените и семејното насилство Елена Димушевска. Овој тип на советувалиште кој што веќе функционира во Куманово, целта е да обезбеди поддршката за жената да излезе од домот и да остане надвор од домот. Шелтерот е односно засолништето е веќе еден друг тип на советувалиште, секако многу потребен во еден регион, затоа што ние Куманово не го гледаме само како самата општина, туку со сите општини кои што влегуваат заедно, кои што го сочинуваат североисточниот плански регион. Особено ако земеме во предвид дека останатите се многу помали општини и никогаш сами по себе не би можеле да раководат, односно да финансиски поддржат било каков тип на сервис, дали е советувалишен сервис, центар, дали е за солништа, ние мораме да размислуваме за можните здружувања на општините и заедничко финансирање на вакви сервиси. За сега ние како граѓански организации сакаме да обезбедиме одржливост на ова, што веќе го воспоставивме, што се воспостави во суштина со финансиска поддршка од донатор, да се најде начин како да се одржи преку финансирање, дали од општина Куманово, дали од заедничко финансирање на сите општини во североисточен плански регион, па веќе како втор чекор да го разговараме и да планираме отварање на шелтер кој што е многу значаен. Многу значаен сервис, особено за оние жени како што ризикот од повторување на насилството е многу висок и нивниот физички интегритет, здравието се загрозени, како нивното, така и на нивните деца. Денеска сите чинители на вакво едно советувалиште седавме на заедничка маса и разговаравме каде всушност е проблемот, како доаѓа до лиценцирање на луѓето кои влегуваат во тој процес, кој треба се да учествува. И се најде всушност проблемот каде најчесто се крие. А тоа е во недоволно платеноста на луѓето што работат во шелтер центрите и во советувалиштата, се смета според час,
платен час и едноставно не може да се лиценцират затоа што не се вработени. Кога би помогнала општината да се одвојат дел од финансиите или пак на ниво на североисточен плански регион да се одела дел од финансиите, да можат берем 2-3 да се вработат за да може да се лиценцират едноставно да добиваме повеќе финансии од државата, односно таа социјална услуга берем 50% да биде финансирана од државата. Затоа седнавме денеска да позборувавме на таа тема да не биде и ова советувалиште што е отворено од страна на мајка и НРЦ еден од оние практики, само нешто да почне, потоа да не продолжи. Денешната активност се спроведува во рамките на проектот за стапување за обезбедување на специјализирани сервиси за помош и поддршка на жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство, кој го спроведува Националниот ромски центар, а е во рамките на проектот На патот кон неу, спречување на насилството врз жените во Република Северна Македонија.